Što treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može danas, može utre, samo jedan Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, narva treba gore mene, samo sam mi leta. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi, lene majko, što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj vlice, ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi, lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Što ti je danas? Puna scena včera со татко ти навистина сум шокирана. Не знам ни што да мислам. Подобро е да раскинеме. Сузето ме напушти. Сега среќен си? Но јас сакам да те оттргнам од тоа семејство. Сите мои несреќи се сврзани со нив. Кажи ми, што сакаш од мене? Сакам да ми се вратиш и заедно да размислуваме за твојата иднина. Ете тоа. А девојчиња има колку што сакаш. Заедно да размислуваме за мојата иднина? Да. Па јас едва и те познавам. Кај трговскиот центар, под подвижните скали, во 13 часот и треба да плукнеш 200.000 марки. Јасно? Ако се случи нешто непредвидено, коковчето твое лета во тенџере. Зборував со жена една. Жена? Жена на телефон. Имаше некој дебел глас. Така акустичен. Радиофоничен некој. Аман бе, жена велиш, а? 200.000 ДМ треба сега да однесам таму кај скалите на подвижните овие. Ај, господе. Лимба, еј. Што? Седи тука. Јас ќе одам и ќе ти ја донесам почитуваната. Решението е ова господја да ја немам. Ај. А колку барате за ова господје овде? 200.000
германски марки. А, мамбе, за кого бе? Срцка, за мене и за тебе. Од увото ми се качуваат маснотиите во крвта. Бе, старо, Доста бе со тоа увото, бе. Бита се. Бе, таа не вреди 5 пари, бе. Али бе, Кажи, бе, Срцка. знаеш ли ти што им прават на вакви како тебе кај мене в село, а? Кокошка репана имаш видено? Таа вечер, кога сте излегле од домот селски, сте тргнале кон езеро, така? Која вечер, бе? Која вечер? Абе, ти не знаеш што зборуваш, бе, сирома, бе. Многу добро знаеш што зборувам, бате. Со икончето. Со икончето, еј. Аман, бе, со тоа иконче, бе. Доста, бе, со тоа иконче. Во секоја манџа икончето, икончето. Синот, важно е твој и готово тука. Сте биле на езеро. Требаше да направиш афера, да се зборува за тебе и Милчето, а ти се перчиш со моите пари и ги трошиш по кафани, не ти е срам. Афера нема. Испаднав смешен и работата ми виси на конец. Ту каков маш сум одбрала, мочко. Не си способен ни едно аферче да измислиш. Епа, многу си дозволуваш. Сепак, ова е моја работна просторија. Да ти се мочам у твојата работна просторија. Парите ги нема. Афера? Ич. Ти текнува на машми? На она кускулено на жбикчено мало на... Оне лигавиот што ми е чини дома? Да. Црвот со човечки лик. Црвот, Кај го најде, бе, маме. А нели беше затвор? Ама излезе. Излезе? Излезе. И каде е сега? Тука е? Тука? Аха, сакаш да го видиш, знаеш како излезе? Како петлен изоградан и сега кукурика. Да не слета и на наша на ограда, си. Да, ама тука е, чека, Тука, сакаш да го видиш? Аха, ја, многу изгоре, бе. А ти текнува на филмот Третиот човек. Да. Е сега, тој ќе биде третиот човек во нашата фирма Реднешо. Повелете, сте ме барале. Најди го Страчковски, да ми се нацрта тука веднаш. Ама тој пред малку го видов Цилиот е... Да дојде веднаш. Ме баравте? Што си таков? О, те тепале, а? И па знаеш, од кол на кол, колот... Веднаш да ти кажам, остануваш на работа. Не дека имам грижа на совест, туку. Таквите како тебе ги сожалувам. А за она што сакаше на сила да го добиеш од мене, ќе се договориме, како возрастни луѓе. Благодарам. Колку за информација, отказното решение веќе ти беше отчукано. Знам. Ајде, шетај. Она што го направив, тој ден беше грешка. Грешка? Прифатив нешто што знаев однапред дека нема да успее. Не те разбирам. Маца? Даде, ја знам. Маца порача афера. Демек јас и ти сме имале врска да се дознае во болницата за да дознае Живко. Да. Нарача? Ти плати? Така. Ми се повраќа од тебе. Мрш да не те гледам. Вошко. Абе, надвор!
ден! Здраво! Кажи на тета убаво здраво. Дојди кај тета. Или од кога те нема видена. Тета, Дај го дојди, на дојди, дај го тоа. О, Злато, колку си пораснал. Ти кажеш нешто на тета или јас да ти кажам? Ти. Ја? Ја? Многу те сакам, многу. Каде се мама и тато? Мама на работа, а тато... Не знам. Ние бевме кај еден колега, па наминавме. Супер. Цел месец, значи, не сум дошла кај вас. Нешто ми е чудно. Да не сте смениле вие нешто овде, а? Не. Не? Сузе, дојди малку во детската, имам нешто да ти кажам. Ево те, Тета. бабичко ти. Оди во кој не најди нешто благо за Живко. Ој, ле. Кажи, дедечка. Вчера се видов со Владко на Чичко Драги. Упорно ме бара. Ама јас не му се јавувам. Детето е многу разочарано. Чичко Драги му правел некои проблеми. Задутре треба да замине. Сака да те види. Па го сакам. Знам. И тој тебе. Многу. Чичко Драги и тато се скарале, лом се направиле. Сузе, таков дечко нема да најдеш. Јави се. Најди го. Тврдоглава сум на тато. Сакаш дадичка да те дотера? Сакам. Знајке што овие тука ме што барате овде? Па јас и брат ти завршивме тука. Тој како шанкер, а јас како келнерка во овие години. Ништо не те разбирам. Шанкер! Гарсон! Имам работа. Ај. Ај дојди да му објасниш на батета што не снајде. Дојди, бате, дојди. Ај да видиме. Ај, што ве снајде? Седни, Снејки. Седни да видиме. Ај. Абе, бате, бе, сега мотиол као магаре ќе ми се качи наплеки, тоа не сум помислувал. Со веса моја 3 реки не мијат веќе. Абе, кој ве донесе тука, ви? Бошко, вчера. Да, вчера дојде во магазинот, не фати за уши и не донесе овде како зајаци. Не е можно. Можно е. Демек кафеанава ќе ти останала тебе. Ние со Веса умираме од досада, бе. Што да ти кажеме, бе? Цел ден жив човек нема влезено внатре, работиме како седиме како штурци, работиме ко мравки, ама нема никој. Значи, вака, Бошко сака да оди до крај. Не го мислев дека е толку расипан. Се тера за умен, ама не си. Да е Бошко лесна работа. Маца светската ороспија, таа ги прави сите работи. Исто бе, шо е се? Ќе му кажам, сака да те трне од бизнисот. Мене Маца да ме трне од Да, затоа што бизнисот? си будала затоа. Е, побудала здравје. Вие ние таман мислев оти сме се ратиселе, знаеш, се наместивме со Веса кога мене рацете ми обиле од мијање чаши, буп овде. Само јас исчепкав некои работи. Што исчепка, бе, Еве Снејки? исто не ми дава да кажам, Седи, ама бе. ќе кажам, исчепкав некои работи и сега Маца ороспјата има в джеп. Ете тука Абе. доста бе. Кажи. Има син од првиот маж. Тој кутриот се обесил. Бог да го прости, то не е значајно. Го донесе синот в Скопје. Ама го крие од Бошка. Сака и него да го намести во фирмата, а тебе, када ти остане прстот в уста. Мене прстот в уста? Сериозно? А го видо? Навистина? Смири се, бе, смири се. Чекајте, полека. Вие седејте тука и работајте си. А јас, абе каков бате, јас ќе одам и ќе му, абе партали ќе ги направам. Да не направиш некоја глупост, бе. Не правам глупост, седи и уживајте ви. Ке му го е, абе ќе видат тие, бе, чекај. Што седна и ти? Па така рече шефот, седете и уживајте. И шо? Татко ми е неподнослив. Вчера ми беше толку одвратен. Не ми е јасно што се случува.
Да ги оставиме таткото и татко ми. Да зборуваме за нас. Ако не дојдеше ти, Сестра ми ме натера. знам, Заминуваш? утре. И после? Ке се видиме по 3 месеци. Сигурно доаѓам. Се надевам за секогаш. А јас? Малку повеќе ќе бидеш покрај телефонот, но писма не знам да пишувам, тоа... Јас обожавам љубовни писма. А ниедно не сум напишала досега. Откако сум дојден овде, секоја вечер го сонувам селото. Некој чуден сон. Како да сум бил цел век таму. Препознавам места, куќи, луѓе. И мене ми е обсесија селото. Таму се чувствувам како птица. Летоска баба ми ме однесе на Горносел. Таму била родена. Се препознаваат само ѕидовите. Бев и на гробот на прадедо ми. Многу сакам да живеам таму. Многу. Со кого? Со тебе. Ке си посадиме една градина, ке си купиме мрежа и ке си фаќаме белвици. Ги обожавам. Малку валкани во брашно и подпечени во рерната. Владо. Тато, што овде? Па ете така, наминав. Повели, седни, со сузето сум. Гледам, да. Повели, навистина ќе ни биде мило. Со тоа семејство не сакам да имам ништо заедничко. Тато, мислам дека разговаравме и се договоривме. Ништо не се договоривме, дете мое. Ништо. Ова не е од вчера. Тато, тоа се ваши работи, ова се наши работи. Јас ја сакам и тоа ми е најбитно. Ме разочара, да знаеш. И ти мене ме разочара. Чекај. Слушај, Владо. Сакам некои работи да ти ги кажам отворено, машки, во 4 очи. Сега? Да. Овде? Да. Тато, навистина жал ми е што се сретнавме. Навистина. Камо среќа никогаш да не посакав да те запознам. Чекај. Владо. Една мамичка ги направи како глумици да ми бидат. Кличиња на мама. Ајде, значи ти на училиште, а не во забавиште. Да, еве, тато, тебе 10, еве и тебе, ќе си купите гевречи. Сте прекарш. Од малите гевречиња до те варени, што се по 10 дена. Ајде, до гледање. Полека преку улица. Еле, Ристе, многу се нервирам. Утре пак во кафаната, не убај ни брат. Не. Некој не заебава. 5 и 6 дојде, плата уште нема. Нема, Бошко и Маца ги нема, и брат ми го нема никаде. Што ти кажам, абе, мене, знаеш, мине да фатам да отепам некој, ама, ете, ќе оставам без работа, бе. Овде ме стегнало нешто, Лесо. Овде ме стегнало нешто од душава, не можам да се опуштам. Па треба, вери с тебе да се опуштиме. Па треба, ама кај се губиш? Ноќете нема, дењете нема. Ми бегаш од кревет. Синоќа пак перницата празна. Кај се? Нема, бе, сон не ме фаќа. Абе, сон не ме фаќа. Талкам полиција, цела населба ја прошета. Ај ти си некако дива, а те допрам викаш да му се... Па ќе викам, 3 недели не ме полазил маш. Ноќе ќе се разбудам, целата сум испотена. Синоќа плачев, перницата натопив со солзи. Си велам, бе, Весо, кај има сега некој да те снима, да види како... да пули народ како плачам за маш. Ама ти си крива. Што сум крива? Многу си дива, Весо, многу. А, знаеш како него, сакаш, па клуцаш некој пат. Аристај, Шо? дај ми раката. Селки, кај се раката? Ај, остави го, дај ми ја. Аристај, имаш кувет? Кој? Кувет, викам, дали имаш?
Абе, кое ти малко? Шо, абе, децата, бе... Абе, децата не излегоа, децата не. Абе, ако губат први час... Абе, нема да губат први час. Те прашувам, имаш ли кувет? Абе, Весо, каков кувет сега? Пари нема, не удри клоцата од работа, кувет. Честете му, на нервна база ми е ова. На нервна? Па да. Да, исправи се малку, види комуло сам се. Дај, растрчај се малку. Низ дворов, молим, Ристе, па тоа го прави цел поштен народ. Ти кажеш? Па, се разбира кој може. Ристе, ќе удрам еден туш Сега? и те чекам. Ристе. Удрява ладен туш. Кај сега да се растрчам низ дворов. Бе, Весо, да ти се отпушти таа топлата вода, да се попариш, да виш како Ристе куета. Чичко, Ристо, Шо е, бе, Чичино? ти не си ми татко, така? Шо не сум ти? Татко? Ти не заебаваш ме? Не те заеба. Заборавив мајка ми што ми рече дали ти си ми татко или не си ми. Ја. Да. Види, бе, ти колку татко ти имаш, бе? 10 најмалку. И шо, јас сум те 11 од сега. Не, ти не ми се допаѓаш. Зашто? Келав си? Шо? А ти како? Имаш големи мустаки. Ти, види, оле, како да плеснаме, ќе ти кажем ова? Слушај ти Што? сега, мајка ми рече да ми ги плати сите јајца што си ги изел до сега. Ако не ги платиш, ќе ти ги извади износ, а јас ќе ти помогнам во тоа. И ми рече дека си многу расипан. Ајчарката. Што? И ми рече, ако не ги платиш јајцата, да почнам да плачам заедно со мојата сестра. Што бе, имаше сестра? Да. 3, 4. Чекај, добра, смирете, чекај, не, види. Полека, ви ова. Немам пари, ги дадох за гевречиња на тие моите помалечки се од вас. Немојте така сега. Знам и посилно да плача. Знам дека, знам, ако ти знаеш по-дълго. Ама почекайте малце. Ристо! Дадичка, го гледаш овој. Нема пари и види го каков е. Без 1000 денари не си одиме од тука. Како 1000 денара, кај да ви најдам 1000 денара? Што се брзате толку, почекайте. 3, 4... Ристо! Види го друштво си нашо. Што? Доаѓај. Се избања. Ја видовте тетката горе? Ја видовме. Како вештерка е. Живи децанци кои са бајле јаде. Аја, она ги чува и парите. Живи деца ги јаде, бе, затоа е и секирата е оздравјаш. Секој се бајле, ти цепка по 2-3 дечи. Како може да јаде? Па тоа е страшна работа. Дадичка. Шо? Седете ве? Не, подобро ќе си одиме кај мама. Ама ви сеќе да тетката да... Не. Шо? Ќе си одиме. Поседете бе. Чао ли, не видите. Везе. Што е? Сега доаѓам. Остај малку топла вода и за ме, јас ќе се заплакам. Ајде. remember
got so much to you. Ko je ve сега? Добар ден. Добар ден, Страчковски. Шо вака ти? Како си? Добар? Малку ми требаше Милка. Малку? Колку малку? Ај, повели, влези, па ќе видиме. Требаше да се извинам на вашата сопруга. Ако де ќе и се извиниш. Ајде, влегувај, влегувај. Повели, седни, Страчковски, повели. Нешто да се напиеше? Ништо. Аман бе, добро. Бе, Страчковски. Милка кај да ќе дојди, така рече. Верувам дека ќе се врати брзо. Направив една глупост. Не ми се оди на работа, знаете какви се колегите. Добро, добро. Не сакам да се мешам во вашите службени односи таму. Не ме интересира. Со Милка сме генерација. Заедно студиравме и сега многу е непријатно што излезе една ваква ситуација. Ме подкупија и во последно време не знам што ми е. Јас знам, јас. Такви како тебе не се за во болница. Јас да ти кажам. Абе, човек си или пес, бе? Си се фатил со двете колешки таму, се муткаш со две-три жени во исто време. Кај го има тоа, бе? Па и соседкава наша, фризерката Верче. Маре, опасен си, бе. Абе, од жени светот пропаднал, еј? Жени, не е само проблемот во жените. Везнен сум краток со пари. Еве Сабајлево едва и собрав пари за бурек, осминка. А сношти имав еден куп марки во рацеве. Ај, Милка уште ја нема. А знае дека ќе дојдеш? Не знае. Не знае и поарно што се сретнав прво со вас. Ми виси работното место. Виси. Виси, ама и довиси. Милка ми вети дека... Абе, брате, Страчковски. Абе, јас и ти сме готови, бе. Тебе ти фалат емоции, што значи многу си глуп. А јас, да ти кажам, мене емоциите ме удавија, брате. Да. А од тука, јас сум уште поглуп од тебе. 100 пати. Сега, ако ти е полесно, оди ми со здравие. Да. Еве сега полесно ми е, да. И гледај таму, бе, Страчковски, која те тепаат, не викај многу, не врескај. Покротко малку. Afraid to show the feelings, but remember, yagadu bagadu bagabu, yubiduba, shubadababa, yabadababa, bidibidubaba, yabadam. Така, синко, ти седи и уживај, важи? Мама ќе ти најде и татко и се ќе ти најде. Само да бидеш мирен, умен да бидеш и да си ја слушаш мамичка. Мамо? Ама, молчи кога ти велам. Слушај се. Ќе дојде еден човек. Ќе станеш, ќе се поздравиш пристојно. Нема да му ги лижеш рацете, слушаш? И после ќе си седнеш и ќе молчиш. Договорено? Е така. О, ајде, влези. Што е ова, а? Фирмата за која ти зборував. Машала, од сите жени што сум ги имал, ти најдалеку до турка. А што си беше, гуска си беше. Кој ти овој? Здраво, тате. Многу мило дете. Пушти го човекот. До сега не сум сретнал толку мило дете. Твое е? Наше. Како? Чекај, ово има негде 19-20 години. Даде. Јас тебе те познам 10 години. Од каде? Слушај, може би ти си мислиш дека јас сум будалетика, нели? Ама
сепак знам математика. Добро, смири се. Чекај. Сакам да ти објаснам, ќе се смириш? Се смири, ајде. Слушај, ми го направи еден вол. Да. Арно, ама волот виде колку е часот и си избега. И сега детенцево си бара татко. И сега сакаш да ми го тапосаш мене, нели? Не бе, формална, само мешка формална. Така, ем детенцево да се израдува, ем пред народот јас да сум чиста, разбираш? Со чисти раце, да. Чиста. Со чисти раце. Јас како најобичен дебил треба да станам татко, нели? Бе, слушај, не сакам нејасни работи, разбираш? Не сакам нејасни работи. Не се нервирај. Како да не се Така, не се... Слушај сега. Ако дојде време, мислам ако заглава, ти треба само да застанеш и да речеш јас сум татково на ова дете, бе. Ето толку те барам од тебе. Може да пробам? Пробај само Бошко да не дојде, побрзај. Јас сум татко на ова дете, бе. Тате. Кажи, бе, брат. Вие сте Адвокатот? Да. Јас сум. Можем на мала ова консултација. Консултација, може. Може. Со нервите? Со нервите сум за никаде. Не прашај, брат, ми ги скина. Ако имаш проблеми со нервите, да повежбаме малку заедно. Имам. А ведна ме насила ме тера да станам татко. Како ме насила? Така, насила. И сега тебе ти треба адвокат? Па гледаш. Ами ти не си закајнени. Закајнени. Ти си само полиција. Па бев и таму. Умре од смеј. О, завалијата. Ти си за плачење, брат. Фала ти што ми кажа, сега ми е полесно. Знаеш како ми е олесно сега, но. Добро, кажи што е работа. И тој така, таа ми вели, рече, формално да му бидеш татко на синчево моје. Како бе велам јас така? Така формално. А синчето едно мило, абе вскут ми спие, бе, што да ти кажам, како кутренце, како тие малите, како ги викаат тие. Пекинезер. Пекинез, така. Пекинезер. Пеки. Добро, терај натаму. Го правил некој вол, ама убаво личи на мене. И бе, цел плукнат јас. Абе ми го касна прстот, бе, уште ме боли, види. Добро. Уште ме, знаеш, дете, шо. Добро, викаш на тебе личи? На мене личи и... Колку години е детево? Детево? Да. 19, мала. 19 години? Да. 19? Пораснало, машала? Па расна деца. Расна. Ти мене не да ме заебаваш? Зашто? Ајде, фаќе вратата. Чекај, бе, сега ја фатив. Фаќе вратата, ајде. Ајде, со нервите сум за никаде, бе, фаќе вратата, тама ако ти ја опнам една. Немој да креваш рака. Што бе, немој да креваш рака? Адвокати имаме со лопата да ги не, ќе одам кај друг, бе. А оди бе, ако радиш, што се дошол кај мене? Имам адвокати други. Кој ти е овој? Не знам кој е. Еви вакви крепи дуњава. Му тутнале синче како пекинезерче, а синче во 19 години, шарпланинец. Седи. Не ми се седи. Слушај, благе, ако си дојде на закавга, те молам не почнувај, те молам. Еве, бацувам крст, 3 месеци до жена не сум се добро. Веруј. Ми се излегува. И мене. Една моја пријателка сака да не собере. Станала тетка. Па не ми се оди сама. Доаѓам и јас тогаш. Договорено? Дајте баца. Нема да бегаш сега. А кој рече дека ќе бегам?